Регионални вести за 7 ноември. Вирусот на грип веќе се појави меѓу гостиварци. Во епидемиолошкото оделение досега вкупно се пријавени 28 случаи. Вакцинацијата се уште не е започната, а лекарите препорачуваат општи мерки на заштита. На подрачјето на Гостивар веќе се регистрираат првите заразени лица од грип оваа сезона. Есенските месеци вообичаено се периодот кога вирусот се појавува кај граѓаните, а според досегашното искуство помасовно ширење се очекува на зима. Според податоците од епидемиолошкото одделение во Гостиварскиот регион досега пријавени се вкупно 21 случаи на грип. Веќе грипот се регистрира, секако дека ова не е бројка која треба да не загрижува, тоа се први спорадични случаи, меѓутоа очекуваме дека во наредните недели, поправо месеци, најчесто според нашите искуства, крајот на декември и почетокот на јануари доаѓа до, да не речам, експлозија на грипот, односно зголемување на бројот на заболени. Грипот се пренесува многу лесно, а со преземање превентивни мерки, граѓаните можат да го заштитат сопственото здравје, но и здравието на тие околу себе. Граѓаните треба да консумираат што повеќе топли напитоци, витамини, пред се витамин С, меѓутоа многу зеленчук и овоше, белковини. Понатаму да избегнуваат места кај што има голем број на луѓе, затоа што во такви групи, каде има масовно луѓе, голем е ризикот да се пренесе ова заболување, кое што во близок контакт се пренесува од заболен на здрав човек. И на хронично болните лица им препорачуваме редовно да ја користат препишаната терапија и по потреба да се јавуваат во случај на влошување на состојбата кај својот матичен доктор. Вакцинацијата против грип годинава се уште не е започната. Лани од компликации на грип во земјава починаа 20 лица. Јапонската амбасада донираше амбулантно возило во Тетовската болница. Амбасадорката, градоначалничката на општина Тетово и директорот на болницата изразија задоволство од досегашната соработка помеѓу двете земји. Ново амбулантно возило за Тетовската болница донираше јапонската амбасада во државава. Амбасадорката Кеико Ханеда се сретна со градоначалничката Теута Арифи и директорот на Тетовската болница Флорин Бесими. Таа истакна дека е среќна што им помага на граѓаните на Тетово. Денеска среќна сум што сум тука за нов грант проект во клиничката болница Тетово за обезбедување ново возило за брза помош. Ова ќе биде 10-ти грант проект кој што Јапонија годинава го подпишува со Северна Македонија и преку негово спроведување ќе се подобрат медицинските услуги за граѓаните на целиот регион. Јапонската соработка е фокусирана на помагање на граѓаните да го подобрат животниот квалитет. Луѓето од Јапонија како ваши пријатели се среќни што ги гледат вашите насмевки денес. Ова година нашите две земји слават 25 години од воспоставувањето на дипломатските односи и денес ги зајакнавме пријателството и соработката меѓу нашите земји со уште еден проект. Градоначалничката Арифи изрази задоволство од долгогодишната соработка со Јапонија и нивната постојана поддршка. Освен фактот што имаме веќе 25 години дипломатски односи, исто така е голема предност фактот што господјата амбасадор е резиденцијален амбасадор, значи последните 3 години јапонската држава одлучи со отварање на амбасадата токму во Скопје, уште еднаш да биде поблиску до нас како граѓани и до сите тие луѓе кои фактички ги почитуваат и ја имаат нивната потреба. Значи, сакам да ја користам приликата во име на граѓаните на Тетово да се заблагодарам за почитта, за нивното присуство, за поддршката која веќе 2 децении градот Тетово го добива во проекти во образование и во здравство од страна на државата Јапонија, но исто така и во однос на поддршката за градење на други проекти кои се поврзани со
помош не, туку поддршка значи во однос на проблемите што ги имавме, значи со поплавите, што исто така знаењето и искуството, значи на експертите од Јапонија ни е многу важно. Донацијата од амбасадата е со цел да се подобри квалитетот и ефективноста на итната помош во регионов. Со буџет на јавното предпријатие за државни патишта се рехабилитира булеварот Видоес Милевски Бато. Преку Светска банка обезбедени се пари за целосно пробивање на овој булевар. Рехабилитацијата ќе се изврши на цел булевар. Илјадници возила минуваат преку текот на цела година. Овој пат е доста фреквентен, особено во летниот период. Реконструкцијата на овој пат ќе се одвива во две фази. Првата фаза веќе е во тек, подразбира гребење на постоечкиот асфалт и санација на дупки, втората фаза поставување на нов асфалт. Со овие две фази се врши санација на оштетувањата предизвикани од поплавите во 2015 година. Средствата се обезбедени од буџетот на јавното предпријатие за државни патишта. Рече Живе Алексовски од општинската организација на СДСМ Тетово. Од март ќе се започне со пробивање на овој булевар, кој сега завршува ке спортскиот центар. Комплетната реконструкција и доизградба на булеварот Видоес Милевски Бато се очекува да започне во месец март следната година. Средствата се обезбедени од Светска банка. Истакна Алексовски. Поради рехабилитацијата сообраќајот во градот се пренасочува при што се создаваат големи гужви, особено во попладнивните часови. Дефектот кој минатата недела го пријавија граѓаните од стамбените згради спроти градскиот пазар во Тетово, во текот на вчерашниот ден беше саниран. Со проблемот се соочуваа веќе неколку години. Од Водовод Тетово истакна дека не предизвикале ниту попречување на сообраќајот, додека работеле на санацијата. Саниран проблемот на булеварот Илирија во Тетово, кој минатата недела го пријавија граѓаните од стамбените згради спроти градскиот пазар. Се работеше за долгогодишен проблем. Имено, на самиот асфалт се формираше вир полн со вода, а граѓаните стравуваа дека заради дефектот водата која ја пијат е неисправна. Од работната единица Водовод не известија дека набрзо ќе го решат проблемот, па во текот на вчерашниот ден дефектот бил саниран. Ние успеавме во вторникот, односно на 6-ти, да го отвориме и да видиме зашто по-конкретно се работи, со тоа што се исполнија сите параметри, беше и известено и сообраќајната полиција дека ќе се работи тука, зашто тоа е како процедура. При отварање откривме дека е на две места од страна на дотраена стара инсталација водоводна цевка, која што е веќе можеби и над 40 години стара цевка. Во две места беше расипана, така да ние успеавме да го санираме тоа и да го решиме проблемот кој што се појавуваше во даден момент и пред да започнат зимските ниски температури кои во понатамошниот тек би направили проблеми во тој дел. Со оглед на фактот дека се работело за мал дел од булеварот, од Водовод истакна дека немало попречување на сообраќајот на улицата, која е една од најфреквентните во Тетово. Опожарен е објект во воштарникот на земјоделската задруга АД Вардар Брвеница. Пламените јазици зафатиле и дрвени палети, луцерка и сено. Територијалната противпожарна единица Тетово интервенираше со 3 противпожарни возила, при што е спречено пожарот да го зафати целиот објект. На лице место, кај што видовме дека пожарот имаше шанса и да се прошири, почнавме да интервенираме, значи пожарот со наша интервенција брза и ефикасна, значи беше многу кратко, за кратко време беше ставен под наша контрола и потоа и го ликвидиравме скроз тој пожар и не оставивме пламените јазици да се прошират. Бидејќи се работеше за објект, запален, опожарен објект, запалени длабоки дрвени палети и јонџа и сено. Истакна Ука Алити,
командир на територијалната противпожарна единица Тетово. Со ниските температури и врнежите од дожд пожарите на отворено веќе ги нема, но ладното време носи уште поголеми ризици за избавнување на пожари поради користење на огревното дрво во домаќинствата, кои ретко ги чистат оџаците. Сме посветени многу и за нашите граѓани да бидат што побезбедни и сигурни во влегување на зимскиот период, значи кај што знаеме ние дека нашите граѓани употребуваат за грејната сезона, значи сега употребуваат највише и дрва. Апелирам до кај нашите граѓани и пошироко, значи обавезно оџациве да се исчистат, бидејќи од еден неисчистен оџак може да стане и некоја си катастрофа. Истакна Алити. Командирот Алити апелира и за поголема ажурност на институциите околу контролата пред се на подрумските простории, кои станарите ги пренаменуваат во работилници, каде се чуваат лесно запалливи материи. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информации за 2 повредени лица во сообраќајна незгода. Расправија помеѓу роднини која завршила со употреба на остар предмет и приведени лица. На улица Браќа Миладиновци во Тетово вчера околу 8 часот и 10 минути се случила сообраќајна несреќа, во која учествувале мотоцикл со тетовски регистерски ознаки, управуван од 27 годишен тетовец, а на кој се превезувал и 25 годишник од Тетово и непознато патничко моторно возило кое веднаш го напуштило местото на несреќата. Повредените лица од мотоциклот пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Увид извршила екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 17 часот и 30 минути, 33 годишник од Тетово пријавил дека околу 14 часот и 30 минути во неговиот дуќан во градскиот трговски центар во Тетово покуса вербална расправија околу имотни прашања, бил нападнат со употреба на остар предмет од двајца негови роднини. Двајцата пријавени набрзо се обезбедени во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто против нив ќе следуваат поднесоци. Поради поседување кокаин, ноќеска се приведени 32 годишник од Долно Палчиште и 31 годишник од Боговиње, додека лишен од слобода и 27 годишен гостиварец, осуден на затворска казна за сторени повеќе кражби на гостиварското подрачје. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура го става во мирување штрајкот до период на изнаоѓање решение заедно со Министерството за образование. На денешната седница Советот на СОНК донесе одлука да одлуката за влегување во генерален штрајк од 11 ноември 2019 година да ја стави во мирување. Таа се базира врз основа на анализите кои што Министерството за образование и наука и министерот ни ги достави, а тоа е дека за зголемување на платите од 1.1.2020 година се потребни уште неколку денови од страна на министерот и Министерството за образование за да конечно се обезбедат средства кои што ќе ги задоволат нашите барања. Дополнителни напори се вложуваат. Дополнителна енергија се вложува. Така што до крајот на денот ќе имаме јасна, чиста, кристална слика за состојбите. Максимално сме посветени да најдеме решенија. И овие зборови не се празни фрази. Туку силна заложба дека работиме заедно, работиме партнерски да изнајдеме решение. Ова поместување во смисла на моментот од која ќе се засмета покачувањето на третото покачување поред на платите во дејноста образование, секако дека е неопходно и да се обезбедат средства. И на тоа работи. Премиерот Зоран Заев останува на ставот дека поддржува една изборна единица.
Ако дојде до гласање во парламентот, јас се надам дека тоа ќе биде консензуално, но ако не е консензуално на било кој друг начин, социјалдемократите ќе гласат за ваква измена на изборниот модел. Државна изборна комисија е подготвена, институциите се подготвени, едноставна е постапката, веројатно. Секако Бадентерово мнозинство Мислам дека имаме. Јас не сум иницијатор, вака дури сега кога кажувам, мислам дека имаме, пак не сум сигурен баш. Заради тоа што најголемата политичка партија од помалку бројните етнички заедници е ДУИ, реално, но мислам дека има вкупно 23 албанци само во парламентот, а ДУИ има 10 пратеници. Кај се другите помалку бројни заедници? Мислам дека другите не се согласуваат. Мислам дека има. Дали се согласуваат другите или не, малите, големите, ќе видиме на гласањето. Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, не ја исклучува можноста да биде поставена за амбасадор во САД. Честа да се биде амбасадор е голема, но најпрвен треба да го завршим градоначалничкиот мандат, како обврска кон жителите на Тетово, додаде Арифи. За Арифи, како што рече, огромно задоволството да ја представува земјава во САД, но врската кон граѓаните да го води градов е голема. Значи, јас реков дека за мене тоа е едно големо почитување, имајќи го предвид фактот дека во Соединетите Американски држави секогаш сум се чувствувала како дома и нормално дека тоа е за мене едно големо почитување самиот факт што за тоа воопшто и се зборува. Но сакам да истакнам дека јас уште 2 години имам обврски према граѓаните на Тетово кои на гласање, значи, ме испочитуваа исто така толку многу, така да би го завршила прво мандатот, после тоа опциите се отворени. Потенцираше таа. Таа на новинарско прашање за јавните набавки одговори дека општината е транспарентна, но секоја забелешка на здруженијата и институциите ќе ја земе во предвид. Јавните набавки, значи, одат по законска процедура и ние стриктно ги следиме законските процедури. Нормално работиме да ја зголемуваме отчетноста на општината и во однос на реализирање и формирање, значи, на буџетот. Нормално секој предлог за зголемување за транспарентноста со позитивност ќе го гледаме и разгледаме, но во однос на одржување на законските линии се придржуваме строго, значи, до тоа што е пропишано со закон. Рече Арифи. Од невладиниот сектор неодамна излегоа со став дека општините од Полошко не се доволно транспарентни, претежно во поглед на објавувањето на јавните набавки. Во Гостивар започна средношколската фудбалска лига во која се надпреваруваат мултиетнички екипи од гостиварските училишта. Лигата е дел од проект за промоција на здрави навики и развивање на соживотот меѓу младите. Вчера вечер во спортската сала во гимназијата во Гостивар се одигра првиот надпревар од средношколската фудбалска лига, во која играат тимови од гостиварските средни училишта со мешан етнички состав. Овие спортски активности се спроведуваат во рамки на проект чија цел е да промовира здрав и активен животен стил и да го унапреди со животот и почитувањето на различностите меѓу младите. Ова не е првава недела на спортскава лига, е спортска фудбалска лига за машки. Во истиот проект е и спортскава одбојкарска лига за женски, која ќе почнува да се игра во јануари. За првиот настан сега првава недела имаат децата тренирано повеќе од 4 недели и сега чекаме да гледаме што се резултативе и се што ќе се дешава во првава недела. Целта е здружењето на децава, промовирање на здрав живот и за сите заедно да имаме нешто ново во Гостивар. Проектот го спроведуваат Democracy Lab, Центар за млади и заедницата и Организирана асоциација на младите во соработка со општина Гостивар. Планирано е да трае 8 месеци, а е дел од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан Reload. Фудбалерите на Тетекс го задржаа максималниот ефект на домашен терен, откако го совладаа Арсимиот Чегране со 3:1.
Фудбалерите на Тетек забележаа нова победа на домашен терен во рамки на 7-то коло на Третата лига Запад. Тие на домашен терен го совладаа Арсими од Чегране со 3:1. Иако гостите пружија солиден отпор и се до последните моменти од надпреварот, прашањето околу победникот беше отворено. Тетек победе во 18-тата минута со погодокот на капитенот Маријан Билбиловски, но само 2 минути подоцна гостите возвратија со одличниот погодок на Ерсел Дико, кој 30 на метри успеа да го изненади голманот Настевски. Во 44-та минута Бојан Михајловски со глава стрелаше прецизно во мрежата на Арсими, откако доби одлична асистенција од Билбиловски и го доведе Тетекс во водство 2:1. Во второто полувреме играта како да спласна. Ако нештите 3:1 за Тетекс беа поставени во 89-та минута, кога повторно Михајловски успеа прецизно да стрела во голот на Арсими. Пред почетокот на првенството реков дека оваа трета лига не е толку слаба како што владее некое мислење помеѓу навијачите. Ова се докажува од надпревар на надпревар дека сите екипи играат добро, дека ако не одиграме со 100% од своите можности, дека многу тешко се доаѓа до победа. Во овој момент сакам да честитам на двете екипи за коректноста на надпреварот, а воедно честитам и на моите момци кои што се бореа храбро и им пожелувам и понатаму да продолжат во ова темпо, ако сакаме да оствариме нашата цел враќање во втора лига. Знаеме дека ова кола играме со Тетекс, еден добар организиран тим што има амбиции за влез експресно во втора лига и добро се спремивме и нормално екипата на Тетекс беше многу подобра и ги искористи нашите две грешки што ги направивме и во првото полувреме и во второто. Значи на крај на првото полувреме и на второто требаше да земаме еден резултат позитивен, али на крај изгледа дека Тетекс е подобар и заслужено победи. И од име моја и на клубот им посакуваме многу успеси и на другите надпревари да ги реализират амбициите што ги имат. Вчера се одиграа уште два надпревари од 7-то коло на Третата лига Запад. Во дербито на колото Беса од Добридол на гостински терен го совлада Кичевски напредок со 3:1, додека Трабзонспор дома беше подобар од Нераште со 3:0. Времето денес беше претежно облачно со врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен претежно југоисточен ветер. Температурите се движеа во интервал од 7 до 15 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 6 до 16. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.